Пореден много силен двубой за Левски в евротурнирите. Как видя ти двубой и всъщност какво не достигна за да победите? Како што кажа, силен надпревар за нас. Тоа беше голем предизвик. Игравме против многу добар тим и колектив со добри играчи и искусни пред се. Но мислам дека успеавме да го покажеме на теренот тоа што го побара мистер од нас. Да го покажеме нашиот стил, иницијатива со топка, да бидеме многу агресивни во фаза на дефанзива и мислам дека тоа добро го правевме во поголемиот дел на надпреварот. Може би ни недостасуваше да бидеме малку по-конкретни во таа трета зона и во противничкото поле, меѓутоа се добар надпревар за нас. Питахме и твој колега в центар на защита Кристијан Димитров, но какво да играе срещу футболист минал през Реал Мадрид, какъвто е Лука Јович? Ги знаеме неговите квалитети, ги има покажано многу пати и не треба да не чуди тоа што има играно во Реал Мадрид. Меѓутоа не е само тој, тие имаат навистина многу добар тим и многу добри напаѓачи пред се, но мислам дека успеавме да ги неутрализираме, не само поради нас, но благодарение на играта на целиот тим во фаза на дефанзива. Каква е емоцията да играеш пред 40.000 зрители на такава хубава атмосфера? За прв пат, искрено за прв пат осети вакво нешто, за прв пат осети ваква енергија. Уште кога излеговме на загревање, таква поддршка, таква емоција и таква страст не сум доживал никој пат до сега. Се надевам дека ќе имам шанса да го доживам тоа многу пати и се надевам дека во наредна прилика ќе ги израдуваме нашите навивачи со победа. Знам, че мислите мач за мач, но има ли сили Левски да се пребори со АЕК при положение, че реванш е в Слатина? Мислам дека таму ќе биде пред се многу друг надпревар. Мислам дека АЕК ќе нападне со сите сили, меѓутоа ќе пробаме како и секој пат да го покажеме нашиот стил и секако со добра игра да стигнеме до победа и пласман во Лигата на шампионите, што би бил неверојатен успех за Левски. Каза, че очакваш различен матч. Мислиш, че пак за Левски ще има повече възможности, това, че АЕК може ще атакува повече? Тоа е веќе дискусија околу тактички елементи, не би сакал да навлегувам во тоа, но мислам дека ќе имаме повеќе простор за специјално за контранапади и мислам дека ќе треба тоа да го искористиме. При поредни матча не допускате гол в квалификациите за Шампионската лига, двата скаирати днес. Стиковахте се с Кристијан Димитров. Усещаш ли го това разбирателство между вас? Да, мислам дека ако зборуваме за најтесниот дел од одбраната, поготово за стоперскиот тандем, мислам дека треба неколку надпревари во низа за да разбереме и да се створи некоја кохезија помеѓу нас. Мислам дека полека успеваме да дојдеме до тој некој левел на кој што посакувавме да бидеме и се надам дека во иднината ќе продолжиме. Ти играеш од лявата страна на твоите централни защитници, по принцип си десничар, това как ти се отразява? Може би во некои фази кога имаме топката ми прави малку проблем, но мислам дека со адаптација и со некои специфични движења можам да го одиграм тоа. Сум го покажал и работам на тоа. Благодаря.